Многу ветувања, малку работа. На прсти се бројат странските инвестиции кои ги донесе власта. Најголем дел од нив слабо работат на терен. Иронично, ниту една македонска компанија не отвори капацитет во зоните и покрај законското изедначување на инвеститорите. Веќе 3 години никој од надлежните не знае напамет да ги наброи десетината фирми кои инвестираа во земјава, а веќе 3 години јавноста нема увид во склучените договори. Не се знае со колку пари од буџетот биле поддржани, а директорот на ТИРС дури кажа и дека дел од нив биле деловна тајна. Делови од договорите по законот за заштита на конкуренција има каде што самите корисници, самите фирми може да кажат дека има доверлива информацијата. Деловна тајна. Конкретно ново отворени? Конкретно ново отворени не бев тефер. Од 2017-та наваму се пуштија повеќе фирми со кои преговараше претходната влада. Уште во првиот месец од преземање на власта, тогашниот премиер Заев присуствуваше на поставување камен темелник на новата инвестиција на Adient или екс Johnson Controls во струмичката зона Свидовица. Неколку месеци подоцна, истото го стори и со турската Чагата и Кабло. Меѓу компаниите со кои власта се фали дека ги донела во Македонија, а преговарала претходната владеачка гарнитура, се вбројуваат и германските Вик и Кеслер, турската Мурат Тиджарет, американските Теламон и Дура, руската Кранфилд, швајцарската Баумер. Во предизборниот период партиите се караат не само за тоа кој донел повеќе странски инвестиции, туку и за динамиката на градење на патиштата. Од ВМРО ДПМН обвинуваат дека власта не започнала ништо ново, само завршувала автопати кои биле претходно во градба. СДСМ пак се фали дека се гради како никогаш досега. Кои се тие 230 километри автопати што ги изградивте овие 3 години? Се разбира, сакам и Дуј да ми одговори, бидејќи они се власт. Имаме министер. Да ми кажете кои се тие 230 километри автопат што ги изградивте овие 3 години? Тоа се патишта кои што вие не ги довршивте и требаше да ги довршиме ние. Кои се тие? 230 изградени автопат. Тие јас сакам да ги чуем, сакам народот да чуе. Бројките за капиталните инвестиции се поразителни. За првите 5 месеци се потрошиле едва 18,5% од планираното за изградба на патишта, училишта и болници за цела година. Странските инвестиции пак во првите 3 месеци се на ниво од 137 милиони евра. Сепак целата сума не се однесува на нови вложувања. Дури 86 милиони евра се реинвестирање на добивката на постоечките фабрики.